Среда 25 јуни, кратки вести во 12 часот. По првото пријавување во јунскиот уписен рок во 4 средношколски центри во Охрид се запишаа вкупно 455 полуматуранти, а и овој пат интересот беше поголем за стручните училишта. За второто пријавување во сите училишта слободни се вкупно 328 места. Во средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи за образовниот профил техничар за е-трговија и дигитален маркетинг и во општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски за техничар за патен сообраќај квотите се веќе пополнети. Второто електронско пријавување на учениците ќе се врши на 30 јуни. Еребицата Александар од Галичица доби GPS предавател за да ги споделува информациите за таинствениот живот на овие птици, информираат од Македонското еколошко друштво. Мониторингот на еребицата камењарка е дел од планот за управување на Националниот парк Галичица и се реализира на секои 2 години. Долгорочното спроведување на оваа активност ги открива популациските трендови кај овој вид, односно промените во нивната бројност и причините за настанување на тие промени. Поставувањето GPS предаватели на еребиците овозможува подобро да се разбере нивниот начин на живот и е неопходен предуслов за таргетирано креирање мерки за нивна заштита во иднина. По највисоки стандарди се одржа меѓународниот теквондо ИТФ турнир Охрид Open 2025 на кој учествуваа над 270 надпреварувачи од 30 клубови од 8 земји. Најтрофеен клуб од Република Македонија беше домаќинот теквондо клубот Хваранг ИТФ од Лесковец, чии членови освоија 7 златни, 7 сребрени и 11 бронзени медали. Мија Танеска освои пехар за најдобар поединец. Охрид Open е дел од рейтинг листата на ИТФ турнирите кои носат критериуми за европски и светски првенства. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дува слаб до умерен северен ветер. Ова индексот ќе биде 9, максималната температура во Охрид до 31 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.